Почнете од почеток со Бони Сала. Формативната моќ на неуспехот. И Исус им рече: врвете по мене и јас ќе направам да станете рибари на луѓе. И веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. Марко, 1 глава, 17 и 18 стих. Успехот никогаш не е финален и неуспехот никогаш не е фатален. Дали ти треба пример за тоа денес? Запознај се со Јован Марко, човекот кој живееше во Ерусалим во првиот век, претежно познат само како Марко. Нам ни е представен на молитвена средба која се одржа во домот на неговата мајка во Ерусалим. Во таа мала група тој се запозна со еден човек кој му остави длабок впечаток во животот, човек по име Петар. Можеш да прочиташ за сето ова во новозаветната книга Дела, глава 12. Марко беше млад човек кој отиде со апостолот Павле на најпрвото мисионерско патување. Но работите не врвеа добро. Марко се откаже и си отиде дома. На Павле не му се допадна тоа. Не сакаше да има откажувач во неговиот тим, така што кога дојде време за следното мисионерско патување, Павле не му дозволи на Марко да му се придружи. По откажувањето, Марко помина време со Петар. Се сеќаваш дека Петар беше ученикот кој се откажа од Исус 3 пати, па знаеше нешто за болниот бодеж на неуспехот. Марко најпосле ја напиша книгата која ни е позната како второто евангелие во нашите Библии денес – Евангелието по Марко. Дали се исцели спорот меѓу Павле и Марко? Кога Павле беше во затвор кратко пред неговото погубување, тој му пиша на Тимотеј и замоли Марко да го посети. Во Евангелието по Марко ние гледаме срце на човек кој му е длабоко посветен на Исус Христос. Тој ја истакна важноста на посветеноста и решавачкото дејствување кои веројатно произлегуваат од неговото искусување неуспех. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.